Во ова издание продолжуваат мировните преговори меѓу Украина и Русија преку видеоконференција. Зеленски им го одзеде чинот на двајца врвни генерали, ги нарече антихерои. Гласот на Америка разговараше со преживеани при ракетен напад во Киев. Останете со нас. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Мировните преговори меѓу Украина и Русија продолжуваат денес преку видеоконференција. Највисокиот турски дипломат Мевлут Чавушоглу во телевизиско интервју вчера рече дека Турција работи на враќање на двете страни на преговарачката маса. А денес се евакуираат граѓани од опколениот град Мариупол. Постои загриженост дали Русија ќе го почитува хуманитарниот коридор за да се дозволи влез на помош во градот. Остануваме да се надеваме, се движиме кон Мариупол, но се уште не е јасно дали тоа ќе се случи денес, изјави Меѓународниот комитет на Црвениот крст. Конвоите што ја доставуваа помошта и автобусите за евакуација вчера беа запрени од руските сили. Украинскиот председател Володимир Зеленски вчера ноќта рече дека им го одзел чинот на двајца врвни генерали. Зеленски ги нарече генералите антихерои. Еден од нив бил началник за внатрешна безбедност во главната разузнавачка агенција, додека другиот бил началник на разузнавачката агенција во регионот Керсон. Украинскиот лидер рече дека нема време да се справи со сите предавници, но постепено сите тие ќе бидат каснети. УНЕСКО вели дека светското наследство во Украина е во опасност со оштетени десетици цркви, историски локалитети и музеи. УНЕСКО минатиот месец соопшти дека ги зајакнала заштитните мерки за Украина и загрозеното културно наследство по руската инвазија, како што е употребата на син штит околу означувањето на незините културни места и споменици. Наследството на човештвото е во опасност во Украина, изјави од Канцеларијата за култура на УНЕСКО. Првата прелиминарна листа на УНЕСКО вклучува оштетени локалитети, од кои 29 религиозни локалитети, 16 историски згради, 4 музеи и 4 споменици, се вели во извештајот. Шефот на УНЕСКО му пиша на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на почетокот на март да го потсети дека Русија е потписник на Конвенцијата за заштита на културното наследство во време на војна, соопшти агенцијата. Откако првично рече дека Москва не одговорила, УНЕСКО подоцна соопшти дека добила одговор во кој Русија вели дека е свесна за своите обврски и дека е посветена на нив. Официјални лица од одбраната на САД веруваат дека многу руски сили се упатуваат во Белорусија за да се снабдат со опрема пред да се вратат во Украина. Во меѓувреме борбите продолжуваат кои се зголемени во и околу Киев. Гласот на Америка зборуваше со преживеани при ракетен напад на стамбена зграда. Во руски ракетен напад врз оваа висококатница во Киев на 14 март загина најмалку 4 лица. По нападот, градоначалникот Виталиј Кличко објави полициски час за градот. Гласот на Америка разговараше со семејство кое го преживеа нападот, но го загуби станот. Не сакаа да го откријат идентитетот. Мы всей семьей спали ночью в нашей спальне. Синоќ ја спиевме во спалната соба, сите тројца на ист кревет, јас, сопругот и нашиот возрастен син. Се разбудивме во 5 наутро, балконската врата падна врз нашиот син. Веднаш знаевме дека е напад со проектил. Истрчавме од дневната соба на балконот. Сопругот рече има пожар. Почнавме да се пакуваме, спакувавме што можевме и истрчавме надвор. Незиното семејство се преселило во Киев пред 8 години од Донецк, бегајќи од тамошните борби меѓу владините сили и проруските сепаратисти. Мы из Донецка. Мы уже Слично преживеавме во Донецк. Никогаш не помисливме дека ова може да не се случи повторно во Киев. Страшно е. Иако се уште преплашена, таа верува дека руската инвазија ја променила Украина, ги обединила луѓето, ги направила посилни. Мы 3 недели Живејќи изминативе недели во овој ужас, од првиот ден стана јасно дека нашата земја никогаш не била толку обедината. Таа додава дека ако руските напади врз стамбени згради би требало да ги исплашат украинците, тие имале спротивен ефект. Што вони хиба досегајуць Дали се блиску до успех? Тие не се ни чекор поблиску. Повеќето населби во Киев се под оган. Околу половина од населението го напуштило градот, но многумина избираат да останат да се борат против руската инвазија.
Руски официјален представник денес изјави дека 2 украински хеликоптери извршиле воздушен напад врз складиште за гориво во рускиот град Белгород. Ова е прв пат Русија да пријави украински напад на руска територија. Украина ниту ја негираше, ниту ја потврди информацијата. А на тема надвор од војната, јапонски оперски пејач изведува македонски изворни песни. Тошо Огњанов. Ако одам шетам по широк сокак. Ако слушањето на оваа позната мелодија ве обзедоа емоции, не се изненадувајте. Ретко кој останува рамнодушен од изведбите на јапонскиот оперски пејач Казухиро Котецу. The songs move me from the bottom of my heart. Perhaps Macedonian songs and Japanese folk songs, which are popular in my childhood, have the same emotional expression. Veseli drugari, dушава ми посака. Котецу живее во Токио и настапува во тамошната опера, но во исто време тој е голем влюбеник во македонската музичка традиција. The lyrics of my favorite Bole milezi bile pop Jordanov, Koga padna na Pirina, and Zemio Makedonska sometimes make me too much emotional and difficult to sing them. Makedonsko devojče, kitka šarena, vogralina nabrana, dar podarena. Спојот со македонската музика се случил преку тенорот Благој Нацовски. Во 2013 година бил и првиот настап со македонска песна. Од тогаш наваму, тој редовно преку неговиот канал на YouTube знае да изненади со понекоја нова изведба. Така до денес има препеано повеќе од 30 наши познати песни. Now I'm preparing Koce Berbero, Veseli drugaри, and Kako što je ta čaša. Like a college student, I must study every day. Котецу низ годините стана своевиден амбасадор на македонската култура во Јапонија, но и на македонското вино. Another wish is to make Macedonia recognized more in Japan and Macedonian wine drunk more by Japanese people. I seriously consider it with my business partners. Поминати се повеќе од 5 години од неговиот последен настап на македонската сцена. Со полно срце сака да дојде повторно. The best of my wish is to sing Macedonian songs of my love with Macedonian people in your country. I cannot clearly promise when I do, but I will absolutely do that. Да се надеваме дека наскоро ќе го видиме во живо на некој од домашните сцени. За гласот на Америка, Тоше Огњанов. Имајте убав викенд. Пријатно.